Можна интересна идеја за изложба во Чифтаман, во склоп на Националната галерија на Македонија. Кажувам интересна и несекојдневна изложба, затоа што се работи за уметнички дела, текстови, оригинални фотографии, една, можам да кажам, сеопфатна во однос на информациите, рефлексии, поглед кон творештвото на Димче и Радка Протојер. Од каде се роди идејата? Знам дека една година веќе сте ја работеле, што навистина еден добар период да се собере целосниот материјал и да се прикаже на публиката. Да, па идејата практично отпочна уште при самите почетоци на нашето основање на Атриум како организација. Нашата соосновачка е правнука практично на Радка и Димче и од тогаш се развиваше идејата да некогаш поставиме, да направиме ретроспектива на нивното дело. Така што ја поминаа 4 години практично тогаш и ова беше, морам да истакнам, сосема сложен процес кој што, како што споминавте, вие траеше речиси година дена, опфаќа преку 100 уметнички дела, значи од Димче, кои што се во различни фази од неговото творештво, но вклучително и од неговата сопруга, која што се јавува тука како авторка, односно незините песни се истакнати, дел од незините песни, а воедно е особено значена незината антифашистичка историја, така што таму изложбата нуди некој слоевит поглед на нивниот живот, кој што навистина е насочен кон така по сериозни, да речем, некои општествени случувања кои што ја кројат на некој начин и Македонија во тој период по Втората светска војна и понатаму за време на Југославија. Имаме еден брачен пар, една партизанка, да, која понатаму во животот прераснува во една учителка, умилена, сакана, и навистина во тој дух ги можам да кажам растела и едуцирала и образовала генерациите што навистина минувале низ нејзина рака, меѓутоа низ едно многу интересно уметничко сликарско око на сопругот. И сето тоа може да се види навистина ако убаво се разгледа оваа изложба. Ајде една мала ретроспектива. Да, значи покрај тоа што се осврнуваме на таа улога на Радка и како партизанка, но и како авторка, воедно и критичарка на Димче, на нејзиниот сопруг. Таа, како што споменавте, била и педагог, била и учителка во Скопје, но исто така и тој ја дели педагошката дејност со неа, односно тој фактички по подигнувањето на Југославија, значи по Втората светска војна, е назначен во тогашно формираната школа, училиште, односно за применета уметност. Така што тој таму ја извршува и педагошката своја функција и воедно е дел од основачите на таа критички ориентирана уметничка група Денес, во која што била состојана од повеќе уметници, меѓу кои разни скулптори, архитекти и сликари. Тој таа некоја втора генерација, да речам, на македонски уметници. Она што може тука да се забележи, неговите техники, графика, масло на платно, акварел има. Цртежи има, да. Значи, повеќе фази практично опфаќа и тој, мислам, 50 години речиси се во прашање. Тука броиме тоа што успеавме да се заблагодарам воедно и на Националната галерија што отстапија неколку дела од нивното, односно Националното депо на Македонија и на сите колекционери, најбитно семејството Протојер, кој што ги отстапи своите дела и беше значен воопшто што не го довери овој процес да го реализираме оваа изминатата година практично, така што публиката тука би можела до заклучно сабота сега на 24 јануари ќе ја затвориме. Веќе месеци нешто е отворена од 20 декември минатата година веќе. Ке патува во некој од градовите, планирате? Не. Ова е тој момент сега, мислам здравие би тежнееле кон тоа да се создадат прилики апсолутно. Многу би било значено да се случи патување на изложбата и во Охрид и во Струга, каде што нели нивната некако приказна особено е прекрасно сочинета, да таму се запознаваат всушност за време на војната. Да.
Да, навистина нивниот животен пат, иако бурен, нели, со војни, со многу премирежја, ако можеме така да кажеме, навистина, па натаму оди во една, како што вие кажавте, педагошка дејност, што е особено важно за новите генерации. Вие како тим бевте поделени во работата? Да, би сакал да им се заблагодарам на тимот кој што неуморно работеа на овој проект. Ива Рајчевска, нивната правнука, Веда Ивановска и Деспина Ралевска, кои што се дел од Атриум, што придонесува со својот труд и креативност и енергија. Би сакал да им се заблагодарам на историчарките на уметност Сонја Баџиева Димитрова, која што има особено значајна функција, споделено додека е живо творештвото, додека е Димче жив, таа има неколку предговори кон негови самостојни изложби напишано и им се заблагодаруваме на неа и на Јованка Попова што споделија свои некои критички видења на творештвото на Димчина Радка. Да. Навистина, мислам дека треба да продолжите со овакви истражувања, со овакви изложби, потребни се во нашата држава. Еве, нека биде ова една, нели, како добра подлога, што сте успеале да направите навистина ретроспектива за 50 годишното творештво на Димчо Протогер, што е несомнено важно за генерациите, особено оние што ќе се занимаваат со уметност. Апсолутно, и да дадеме известна слика на творештвото и на дејноста на Радка, која што навистина, мислам, тоа се доста клучни моменти и од антифашистичката историја, женска историја практично на Македонија, кои што треба и така да влегуваат понатаму и да се обработуваат во архивите на нашата држава. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и вам.